Кафулето. Никој не знае каде точно се наоѓа кафулето. Некои велат дека изгубено меѓу два здива, таму каде што умот замолчува, а душата уште шепоти. Други мислат дека им се појавува само на оние што веќе почнале да се одделуваат од реалноста, како лисија што пополека се одвојуваат од гранката. Секоја вечер тројцата другари, Матео, Павел и Серафин, сонуваа ист сон. Во него седнуваа во кафулето, со табани од магла, ѕидови што дишат и прозорци што гледаат наназад, каде еден слеп џез музичар постојано ја свиреше Almost Blue од Чет Бејкер. Мирисот на кафе беше тежок како сеќавање, а келнерот никогаш не зборуваше, само носеше пијалоци нарачани со мисла. Дали мислиш дека сонот е единственото место каде можеме да бидеме искрени? Праша Матео еднаш, гледајќи ја чашата како се замаглува однатре. Искреноста е луксус за оние што немаат што да изгубат, одговори Серафин тивко. А може би, додаде Павел, вистината не ја кажуваме во соништата, туку ја забораваме таму, намерно. И така секоја вечер, чим тројцата пријатели си легнеа да спијат, почнуваа да го пијаат кафето во тоа нивно кафуле, да разговараат на најразлични теми и кога ќе завршеа со разговорот, само се поздравуваа со шепот и си заминуваа. Но една вечер, додека Павел и Серафин стануваа, забележаа како Мате остана да гледа во една иста точка на кај прозорецот. За прв пат не рече ништо и не се поздрави со нив. Само остана таму неподвижен, со поглед што не гледаше никаде. Следното утро телефонот на Павел зазвоне. Сопругата на Матео плачеше на сиот глас. Другар ти Матео си го прости Господ. Почина утрово во сон. Павел само молчеше. Му се јави на Серафин да го извести, но и тој не рече ништо. Тишината меѓу нив беше потешка од секој збор. Наредната вечер повторно се најдоа во кафулето. Но овој пат нешто како да беше поинаку. Масите беа постудени, ѕидовите подлабоки, а џез музичарот свиреше некаква класична, тажна музика. Во еден ќош од кафулето седеше Матео, некако блед, како темна сенка од човек. Го пиеше капето без да гледа наоколу. Кога Серафин го повика, само воздухот се раздвижи, како да зборуваш во празна соба. Келнерот без збор им донесе уште една шоља по обичај за него. Се чинеше како самиот простор да ја имаше запаметено навиката. Хуан шепна: дали може да останеш заробен во сонот што не сакаш да го напуштиш? Серафин само си кимна со главата. Може би, рече, или може би само стануваш дел од она што другите уште го сонуваат за тебе. Кафулето тивко дишеше околу нив. Сенките на гостите се протегаа надвор од телата, како да сакаа да избегаат. Матео побара од келнерот лист хартија и пенкал. Запиша нешто кратко и без да рече збор, му покажа на келнерот да го остави ливчето на масата од неговите другари. На ливчето со едва и разбирлив ракопис пишуваше: некои души не умираат, само преминуваат во мислите на оние што уште ги сонуваат.